Почитувани сограѓани, Дамјановски е веќе 8 години градоначалник на Куманово. Тоа е повеќе од доволен период за реализација на проектите кои ги ветил, но и проектите кои деновиве ад хок ги ветува пред граѓаните на Куманово. Да подсетиме, Дамјановски пред 4 години вети довршување на КЕО, но КЕО не е довршен. Вети довршување на гасификацијата, но истата не е довршена. Вети подобрување на инфраструктурата, но сме сведоци дека инфраструктурата во Куманово е на ниско ниво. Вети изградба на катна гаража, но катната гаража ја нема никаде. Вети подобрување на животот во селата, но ги заборави истите. Што се однесува до грижата за селата, ќе го подсетиме Дамјановски дека Советот на општина Куманово на седницата одржана на 31. мај 2012 година донесе одлука за ослободување од комунална такса за јавно осветлување, со која се ослободуваат од плаќање на комунална такса за јавно осветлување физичките и правни лица, иматели на броила за мерење на потрошувачката на електрична енергија од следниве населени места во општина Куманово, каде нема систем на јавно осветлување. Тоа се селата Белјаковце, Довезенце, Мургаш, Новоселјане, Косматац, Скачковце, Јачинце, Зубовце, Пезово, Кршање и селото Живиње. До ден денес жителите на овие населени места плаќаат комунална такса за јавно осветлување, а истото воопшто го немаат. Кога веќе Дамјановски не направи ништо за да им овозможи јавно осветлување, тогаш е незаконски на овие жители да им наплаќа за услуга која воопшто и не ја добиваат. Го прашуваме градоначалникот во заменување, дали владата на Република Македонија ќе му биде виновна за одлевање на огромни финансиски средства од буџетот на општината, доколку жителите на овие населени места покренат судски спор и добијат соодветни обештетувања. Ова е еклатантен пример како Дамјановски се грижи за селата. Но од друга страна, во овие 8 години покажа огромна грижа кон функционерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, па на сите им ги вработи синовите и ќерките во општината и во јавните предпријатија. Штивани сограѓани, Куманово не заслужува ваков градоначалник и вие тоа јасно и недвосмислено го покажавте на 24. март. Во недела, на 7. април, сите заедно да избереме градоначалник кој ќе биде прав татко на градот, градоначалник кој ќе води еднаква грижа за сите граѓани во општината. Изборот е само еден, доктор Зоран Ѓорѓиевски.